Почитувани, од денес почнуваме со разобличување на криминалот на Марковски компани, очигледното испумпување на пари од државните РЕК и СМ и грабежот кој го правеле СДС. Од сето ова ќе стане јасно зошто газдата на Марковски компани доби куќен притвор од судиите на СДС наместо да заврши во затвор. Имено, 46 милиони евра од само еден тендер од СДС за Марковски компани, избрани иако поскапи, и сега добива само куќен притвор. Од авион се гледа трулото судство. Почитувани граѓани, за конкретната набавка за ископ на јаглен имало 3 понудувачи. Најефтината понуда изнесувала 100 денари по гигаджул, но прифатена е понудата од 129,7 денари по гигаджул. Тоа е отприлика 30% повисока цена. Автоматски се поставува прашањето: каде завршиле овие 30%? Да ни биде појасно. 30% од 46 милиони евра се 14 милиони евра. Дали овие 14 милиони евра завршиле преку разни канали до сметки на заеви во Бугарија и Дубај? 14 милиони евра од само една сделка на Марковски компани со РЕК и СМ како очигледен профит за мафијата која тогаш управувала со државата. И сега газдата на Марковски компани е тој што треба да каже каде завршиле овие 14 милиони евра, разлика во понудите. Тој наместо во притвор е во куќен притвор, заштитен директно од судиите на СДС кои ги извршуваат насоките на нивните наредбодавци Филипче и Зоран Заев. Почитувани, деновиве продолжуваме со објавување на детали од тоа како со пари на РЕК и СМ преку Марковски компани се финансирал кругот околу Заеви и Филипче.